Пак и здраво, најпрвен ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник за Hype Македонија за прв пат кај нас. Кажи ми како си за почеток. Дали може би го заврши твојот прв тренинг денеска или тек? Тек вечер ќе вежам денеска, навечер ќе се вежам, обично сабајле правам утрински тренинг кардио, навечер тежински, али пред се да ви кажам фала големо, благодарност голема до повикот, до поканата. Баш ми е драго и се надам дека нема да е прво и последно. Сигурно дека нема да биде. Имаме многу теми за разработка. Пак и како започна твоето фитнес патување, најпрвен сакам да те прашам. Што те мотивираше да станеш фитнес тренер и инструктор? Па, интересно прашање. Што ме мотивираше? Што не? Многу работи беа уигра, многу фактори. Реално јас уште некако мојата приказна започна многу рано, на мои 17-18 годишна возраст. Многу рано некако сватив што сакам, а што не сакам во животот. А особено ставам акцент на тоа што не сакам. Не сакав, пример, да работам за друг, не сакав да немам спорт. Елиминирав некои работи што не сакам и ми остана само тоа што го сакам, спортот. И некако почна све на рано и сум благодарен што тогаш сум го скршил мразот и сум започнал не со професионална кариера, туку со аматерски, претходно за себе сум вежбал до негде 22-3 годишна возраст, потоа ми дошла некои поголеми амбиции и визии и ми прераснали тие. Работиш со луѓе од различни профили, од оние што сакаат да ослабнат до професионални спортисти. Кои се најголемите предизвици при трансформациите што ги правиш? Па, да ти кажам, имам многу предизвици, многу... Знаеш, кога работиш со луѓе, мора да имаш тешкоти, дали при комуникација, дали во борба со нивниот карактер, во борба со нивните навики. Фактички, мојата улога е да им ги сменам и модифицирам нивните животни навики и рутини, да се прилагодат кон новото, здраво, нормално што треба да го направат. Некои тоа го прифаќаат со леснотија и трансформацијата иде онака баш лесно, лагано, а со некога имаме борба. Борба пред се психолошка, борба со храната, борба со мрзеливоста, пробивање на некои психолошки бариери. Фактички јас многу почесто сум психолог отколку само тренер. Веќе тренер како персонален тренер одамна не работам веќе 2-3 години, работам само онлайн коучинг, програми за исхрана, се тоа менторство, план за тренинг и слично. И онлайн работиме со клиентите, така да има доста работа психолошка, а особено со оној тип и профил на луѓе со поекстремна гојазност, кај нив баш онака вложувам повеќе труд, ама сето тоа го сакам многу и немам стрес кон тоа. Напротив, ја ова го обожавам. Пред се ми е љубов, хоби, па потоа професија. Знаеш, ми беше огромна љубов, затоа кај мене некако заработувачката доаѓа како последица на тоа што го сакам. Му препорачувам на секој тоа да го доживее. Спомнавме темата со борба за килограмите. Тоа сакам и да го спомнеме како тема да го разработиме во денешниот разговор, поради тоа што има голем број на луѓе што се борат со тој проблем, пред се психички како што спомна. Брзиот начин на живот и нездравите навики. Дали кој е твојот совет за тие што сакат да започнат, но постојано се откажуваат тете? Дали може би станува збор за некое емоционално прејадување, најчесто го спомнуваат како проблем, или генетика, ево прашање што најчесто луѓето знаат да кажат генетски имам предиспозиции за да бидам гојазен или слично. Може ли да ми кажеш опширно твоето мислење за таа тема? Да, добро прашање. Реално, тоа е најголемата проблематика во денешницата, во овој 21 век, бидејќи живееме во некоја комфортна дигитална ера, каде што се ни е достапно, па дури и најголемиот порок, тоа е храната, многу поголем од самата коцка и храната, може да видиме дека создава едно над 50% на гојазност на нашата планета. Еве да зборам во Македонија, постојат над 45% 50 речиси на гојазни луѓе кои што, бидејќи гојазноста е некоја централна болест од која никнуваат и се произлегуваат многу други нови модерни болести. Така да мора тоа да го чуваме. А најчеста причина и фактор реално се емоционалното прејадување, како што спомна. Луѓето имаат контрола врз многу работи, ама врз својот апетит потешко. Односно, сите ние си имаме некој тип на порок. Повеќето луѓе сакаат некој брз допамин преку храна, некој, како што кажа, преку алкохол, преку коцка, али претежно сакаме нешто што ќе ни даде некоја вибрација, еуфорија и некое моментално задоволство, некој шорткат до некоја си среќа. А среќата треба да ја бараме всушност вонатре
внатре во нас, не во некој облик на тестенини или паста. Така да тоа е најчест проблем. Прв фактор, втор фактор е неактивноста. Неактивноста знаеме дека може и да не убие. Ние сме како луѓе дизајнирани за да се движиме, да имаме работа физичка, а ево модерно општество ни прави да сме баш статични и се што ќе јадеме да ни се таложи да немаме потрошувачка. Тоа е онака причина број 2 најголема, а генетиката реално нема многу улога, иако многу луѓе се потпираат на тоа, се тешат некако психолошки дека знаеш, немам јас генетика за ова, не ни почнувам, не ме бива, татко ми е гоезен, јас ке сум гоезен, немам среќа. Фактички тоа е мит, многу стар мит. Генетиката има улога можеби 3 до 5-7 максимум проценти врз целиот оној процес што ќе ни се случува на нашата визуелна рамка. Генетски може да примеме некои ДНК информации од татко, баба, дедо во облик на гоезност, ама тоа е премалку, додека се раѓаме, ние од тој момент таа генетика наша е променлива. Тоа се вика епигенетика. Фактички според нашиот стил на живот што ќе ни го дадат нашите родители, дали ќе биде тоа нездрава храна или здрава или од мали нозе карате, тенис, фитнес, тоа ќе ни оформи некоја нова наша база, столб на генетика. Така да генетиката е променлива, али се е до трудот и навиките. Навиките всушност се многу посилни од генетиката. Јас сум видел дечки кои што имаат страшна генетика, предобра, уште во основно или средно школа, па сега ги гледам дека се многу гојазни, односно смениле лоши навики, од добрите ги смениле кон лоши и буквално го упропастиле своето тело. Така да и исто и другата страна, некои со просечна или лоша генетика, па извадил одлична форма, така да се е тоа променливо. Пак имаш направено голем број на успешни трансформации, можеме да видиме нели на твојот профил најчесто. Дали има некој клиент чија приказна особено ти оставила впечаток? Знаме дека се работуваш и со многу македонски звезди од естрадата, јавни личности. Може ли да ми споделиш некои интересни навики нивни? Што ние не ги знаеме, ти ги знаеш. Да, па реално не би можел само една да извадам, онака да извадам трансформација, бидејќи во овие 15-20 години активна работа со различни типови и профили на луѓе, сум направил, сме направиле многу добри трансформации. Кај некого е тоа од екстремна анорексија до некое предобро фит тело, до некоја добра маса, кај некого е од екстремна гојазност до некоја стварно фит форма со низок процент на телесни маси. Имало различни, сум имал многу сум горд, најгорд фактички сум на оние трансформации, нема да спомнам имиња, туку луѓе кои што имале сериозен проблем со буквално од улица дечки со навлечени на сериозни тешки наркотици, станувале атлети, успешни атлети, па дури и надпреварувачи. Сум имал клиенти кои што буквално од улица сме стигнале до надпревар и сум бил најгорд на тие, буквално. Или пак на некои жени кои што не можеле да забременат подолго време, па со доведување на хормоналната хомеостаза на добро ниво, останале трудни, се родило дете и онака сум заслужен и благодарен на себе што можам да имам удел у тоа. А од познатите, па реално сум работел со доста популарни, познати пејачи, спортисти, професионалци, јутубери, тиктокери, со доста многу и реално со некој од нив со леснотија иде со работката, у смисол тоа што ќе им го дадам и напишам како навики, храна, тренинг, систем, суплементација, многу лесно го прифаќаат и немаме никаква борба. Едноставно се тече поред за некој што следи 100% мојата програма. Кај некој имало и голема борба, па и расправи, па и тегнење, откажување. Фактички луѓето имаат многу аверзија од поимот диета, бидејќи ги потсеќа на нешто краткорочно, нешто тешко, хорор, неиздржливо. И затоа никогаш не им кажам на клиентите и општо на луѓето дека треба диета класична да држат. Тоа е некако би го превел како стил на живот, како начин на храна, начин на живот, а би извоил, не знам, би го поздравил Стефан, би го кажал Стефан Лазаров, би кажал дека е стварно извадивме предобра трансформација, имам постирано. Баш мислам дека 2021 беше или втора, од 100 и нешто кила маса, квантитетна маса, направивме 86-7 кила квалитетна маса, али Стефан извади карактериште, морам да го поздравам, онака извади карактер, дури ми изненади. Он од некои лоши навики, ноќен живот, заспана комфортна фаза, анкциозност, несигурност,
со мене некако се избори и лесно ги пробивме тие психолошки и физички бариери и многу лесно ни тргна соработката, од која се вроди некој другарство многу добро и останува се уште. И би го пофалил дека е стварно карактериште. Знаеме дека Ивона ја исто работи со тебе, ја знаеме незината приказна со борбата со килограмите, значи ја следиме, ја поддржуваме максимално. Ивона е една девојка која што дава предобар пример на сите слични случаи како што е она. Кажи ми, како Ивона, каква е Ивона во теретана? Дали е послушна, дали не е послушна, дали ја мрзи, како ја мотивираш? Пред се да ја поздравам Ивона, она ми е добра другарка, не само клиентка. Ивона пред се е една људина од човек, планина. Добра, чиста, емотивна и кротка душа. И би кажал дека за неа дека не само што е дисциплинирана, она има фактички и добра и лоша страна. Дисциплинирана е, ама на краток рок. Знае тоа брзо да и киксне и да се врати чекор назад. Тоа беше главна проблематика што имавме борба напред-назад. Фактички тој кај мене едно време беше. Сите ние имаме таква фаза. Ја порано бев многу дисциплиниран, ама на кратка стаза и сватив дека без константност таа дисциплина паѓа у вода. Ни мотивацијата не е важна толку, ни дисциплината, колку што е важна конзистентноста на долг рок. Тоа може да не смени онака баш 360. Ивона го имаше тој проблем, али сега почнуваме нов чаптер, сега нели се врати од Турција со нова промена и ќе почнеме да вежуваме со некои нови таргети и верувам дека ќе извадиме некоја врвна форма. Пак и сакам да те прашам за една многу актуелна тема во врска со Оземпикот, кој стана тренд на брзо слабење. Многу луѓе знаат да го злоупотребат за такви цели. Кој е твоето мислење за слабење со Оземпик? Па Оземпикот е стварно многу актуелна тема и тоа не е актуелна тема помеѓу вежбачи, туку помеѓу луѓе што не тренираат. Оние луѓе кои што бараат некој шорткат, некој скратен пат до форма, до успех, а таков всушност не постои. Ни сечење желудник, операција, ни Оземпик нема да ти ги промени твоите животни навики. Фактички треба ние да ги смениме навиките, а самиот Оземпик пред и после користење на Оземпик нема да, ако ние не сме направиле модификација на нашиот ден, рутина, стил на живот, модификација на алкохол и пороци, после прекинување на Оземпик најверојатно ќе ги вратиме истите килограми ако се вратиме на стариот стил на живот. Фактички Оземпик е тоа е група на лекови кои што се вика GLP-1 миметици. Они се посебна група на пептиди кои што го блокираат нашиот апетит, го блокираат сензорот за глад во мозокот и буквално се гаси тој сензор и потреба и чувство на глад, што е донекаде супер, ама не можеме ние така да живееме. Фактички има луѓе кои што користат Оземпик и ништо не јадат цел ден, мислејќи дека така ќе направат нешто подобро за себе, а тука се едноставно се руши имунитетот опаѓа одбранбениот механизам, опаѓаат хормоните. Не е поентата ние да гладуваме или да не јадеме ништо со денови да правиме фастинг. Поентата е да јадеме квалитетно, избројано, со некои макроси и одредени калории и да имаме добра активност. Сега Оземпик, како што кажав, делува врз инсулинот и врз апетитот. Не е до толку лоша ствар Оземпик, за оние луѓе го препорачувам исклучиво за оние луѓе кои што имаат сериозен животен проблем со гоезност, 150-200 килограми и пробале се или не ви гледа дека немаат карактер, немаат константност и да чекор напред, чекор назад, а им предстои некоја сериозна последица, па можеби и смрт. За таквата група на луѓе дефинитивно сум да земат нешто со цел да се спасат, бидејќи тоа е помалото зло. Нели, поштетно е да живееш со 300 кг гоезност, отколку со Оземпик да извадиш одлична форма. Баш пред некој ден имав прашање на Инстаграм, бидејќи правам редовно Q&A на лайв, се уклучувам и одговарам. Еден дечко слично ме праша за Оземпик и ме праша за Кока-кола Зеро. Ми вика и толку ли е штетна Зеро, а дечкото имаше преку 220 кг, ми кажа. Така да имав ситуации кај што буквално Кока-кола Зерото, како нешто многу демонизирано на интернетот, ни го спаси животот на неколку клиенти, бидејќи од 2-3 литра дневно пиење обична Кока-кола, сме преминале само на Зеро и буквално се сменил цел живот, цел издет, целата самодоверба. Така да тие некои работи многу ги демонизираат, не се толку лоши, ама пример Оземпикот не е баш за секого. Хаки, кажи ми, кои се трите најважни навики што секој човек треба да ги воведе во својот живот за да биде фит и здрав? Па дали се 3 или 10, не знам, ама еве 3, ако можам да извојам. Најважно е, многу подценувано и малку зборувано е спиењето. Спиењето онака баш сериозен гейм ченџер во целиот наш живот, здравје, изглед,
психа, самодоверба, стабилни хормони, опоравок, особено опоравок. Без добро квалитетно спиење, до некаде џаби ни и вежбањето, залудно е и некој перфектен план за исхрана ако не спиеме. Бидејќи главниот наш животен чарџер на нашата животна батерија е токму во длабокото спиење. Ако тоа го промашуваме, не можеме да надокнадиме со нешто, да купиме суплемент или хемија што ќе ни го надокнади тоа. Значи спиењето на прво место, второ место би рекол хидрација и минерализација, многу вода, многу минерали, што се однака од животно значење. И самата храна, 4 ќе ги кажам. Храната е онака приоритет во мојот живот, мене храната и дисциплината ми се религија буквално. Верувам у храната како во религија и таа е таа што ми го смени животот на мене и на многу мои другари и клиенти. Така да константно со чиста храна, понекогаш окей да се има прекршок поради некои ментални задоволувања, со цел да не бидеме, да не се осетиме дека сме робови на храна до животно со еден монотон стил на исхрана, иако јас се поретко прекршувам, јадам, не знам, пици и палачинки. Порано сум го правил тоа еднаш неделно, да и сум чекал да јадам некоја палачинка, со цел мислејќи дека ќе се наградам така таа недела, тој викенд, ама сватив дека не всушност не ми треба, не ми усреќува баш, него се е на база на психа. Како ќе ја монтираш онака главната психа, така. И активноста, последно место, па и прво би рекол, не знам, сите овие се приоритетни. Активноста е буквално приоритетна, треба да ја има на дневна база. На дневна база дали е во вид на пешачење, кревање тегови, кросфит, кошарка, битно да имаме некаков излезна потрошувачка некаква на калории и да имаме добро потење, добра циркулација. Факи, како изгледа еден твој обичен ден, од рано станување наутро? Дали имаш некои ритуали што би ги препорачал и на нашите гледачи? Како се започнува еден ден? Дали некој напиток, дали некоја храна? Што треба да јадеме во текот на денот за да бидеме прост начин да ми кажеш 2-3 оброка што ние треба дневно да ги искористиме за да може, пример, да имаме доволен внес и на протеини, и на масти, и на здрава храна? Па првин мојот ден, да кажам како почнува, немам некои страшни ритуали, онака ригорозни, тешки, дискомфортни, стварно ми е лабаво и го модифицирам својот ден спрема обврските и спрема тоа како се осеќам. Али можам да кажам дека добри 20 години без никаков пропуст, секој утро станувам со 2 дози протеин, пијам со вода добар изолат протеин. Кафе пиев, ама сега го откажувам веќе, 2-3 пати неделно максимум пијам, бидејќи самиот кофеин ми го одложува сонот, ми прави поуморен, ми прави тахикарди и ми ги изголемува стрес хормоните. Многу не ми прија, иако го обожавам ритуалот на кафе, после цел ден сум некако под стрес. Затоа гледам да го исфрлам. Така да кафе чат-пат пијам или кофеинско или без кофеинско, потоа тренирам, обавезно утрински еден тренинг имам. И главниот оброк ми е после тренингот. Факт се состои или од протеин со некоја овесна каша, со некој замрзнато овошје. Потоа јадам во Fitness House, морам да ги поздравам Fitness House. Со години јадам кај нив буквално, преска ме праша дали сум готвел. Мора да кажам дека со години немам готвено, можеби и никогаш. Fitness House ми се онака баш како втор дом. И тамо јадам некое јунешко месо со брокула со салата, некое поголемо количество на салата. Пијам премногу вода у текот на денот, можеби 5 до 8 литра. Зависи дали се спремам или не се спремам за надпревар. Кога се спремам за надпревар, по 10 на литра пијам, особено последните 2 месеци, со цел да исфрлиме повеќе токсини и процент на масти. И повторно јадам до вечерта некој ориз, грашок, пченка, многу зеленчук, битно јадам, многу зеленчук. Овошје јадам, меѓутоа не му давам некој акцент на овошјето, бидејќи сите оние антиоксиданси, минерали, витамини, влакна ги конзумирам и преферирам преку зеленчукот да ги внесам, не преку овошјето, бидејќи е доста покалорично, има шеќер, али не го демонизирам овошјето како нешто лошо, него едноставно за време на дефицит и диета гледам да го минимализирам. А што правиме со луѓето кои не можат да издржат без благо во текот на денот? Дали е грефете што ја спомна преска таа една палачинка да се изеде, или што би требале да јадеме, пример, во замена за благо, кога веќе тен некој не може да издржи без тој порок, да го наречам? Па да, добро го нарече порок. Реално без се може, и јас си имам своји слаби страни, слабости, тоа кај мене се млечни производи, преска ти спомна лиснати, теста, тоа ми беше не слаба страна, него дебела страна ми беше. Ми беше хорор да замислам дека некојаш ќе живеам без сирење или без јогурт. Ама сватив дека се е психа.
се е до тоа колку си мотивиран, нели, за да направиш нешто, некоја промена, колку имаш нешто, некој драйв што ќе те стане од кревет и ќе превземеш активност или ќе елиминираш некоја храна, али порано со основна мотивација. Сега се основнам само на константност и дисциплина и ми е многу полесно. Него не мислам тоа. А дека е грев, као што прашам, не, уопште не е грев. Мора да се направи баланс. Например, грев у наводници е погрешно е кога надпреварувач, кој што има сериозни таргети професионални, кој ќе излезе од, кој направи отстапка од исхраната, тоа е проблем у смисол ќе резултира со влошување на формата. А рекреативец, човек, обичен рекреативец како тебе, буквално не треба да има грижа на совест ако еднаш неделно изеде кров на или благо или бургер, Макдоналдс, некој интересен вкусен оброк, кој што е доста канцероген, мора да напоменам, али се вкусни, мирисаат преубави, мирисот е тој што ни дава во мозокот некој сигнал за допамин и тоа не е влече кон лошата храна. Така да не треба да имаме некоја грижа на совест се додека тренираме и додека останатите оброци во неделата се добри, здрави, изброени и со многу хидрација и со квалитетни други останати навики како спиење и хидрација. А напротив, луѓе кои што целиот живот јаделе, се основале едноставно само се базирале на пица и на палачинки, нив не смееш нагло се да им скратиш, како тренер и ментор, мора да им дадеш први некоја лајт нивна варијанта на копија на нивниот стил на живот и полека скалесто да влагаат во тие нови рутини и навики, бидејќи ако на човек кој што живеел во комфорт му пресече се нагло, најверојатно ќе се откаже за многу брзо време. Или можеби нема ни да почне, кога ќе го види мејлот со исхрана, ќе рече ова не е за мене. Батали друг пат. Може ли да ми дадеш пример една порција што содржи прекрасен, вкусен, здрав оброк и хранлив? Ете, една порција, пример што ние треба да изедеме во текот на денот за да бидеме нашето тело да биде задоволено, нели, со сите потреби што треба да ги внесеме. Па знаеш, и тоа здраво, баш добро праша, тоа здраво е и тоа е релативно. Многу луѓе јадат здраво, ама во неограничени количини и пак се доведува до некоја слична или иста гојазност. Така да, самата здрава храна не е гаранција за успех и не е гаранција за сабење. Имав сумел многу такви стотици илјадици клиенти кои што ми викаат, пак и јадам ептен здраво, а имам 130 кила, не ќе да мрдне вагата. Фактички, самата здрава храна не е гаранција за успех, како што кажав, макросниот број и бројот на калории од текот на денот и неделата се гаранција до некаде за храната и активноста. Така да, можам да наборам некој добар оброк, али би кажал и дека треба да лимитираме количината и грамажата на тој оброк. Бидејќи ако е во двојна мера, колку и да е тоа здраво, нели, ако изедеме кило банани, колку и да е здрава бананата, тешко да ја потрошиме таа цифра на калории. А инаку мој омилен здрав оброк е така како што кажав, протеинска овесна каша со замрзнато овошје, протеини, путер од кикирики, таа знае да биде и калорична, затоа е темпиран после тренинг, кога на телото му треба опоравок, рикавери. Исто така би рекол дека рибата и оризот се едни од најважните артикли што треба да ги внесуваме на дневна база. Можеме да видиме по азијатите, кинези, јапонци кои што живеат до животниот век име до 90-100 години поради јадење на морско, на риба, на оризи, на такви природни намирници. Пак и за крај на нашиот разговор би сакала да те прашам, освен што си тренер, си надпреварувач во бодибилдинг и имаш освоено многу медали и признанија. Прашањето ми е колку е предизвикувачки да се балансира помеѓу личниот тренинг и работата со клиенти? Па да, доста предизвикувачки е, у смисол тешко е да го менаџираш и приватниот живот и државниот, ќе речеме, приватниот живот и љубовниот живот и фамилиарни обврски, сопственото вежбање и работа со клиенти плюс некој сериозен период, можеби да кажам 10-12 месечен период за припреми, бидејќи помалку не е изводливо за некоја сериозна, да кажам, конкурентна форма за на сцена, дали европски или светски надпреварувања. Треба тие 10-12 месеци, да кажам, година, треба да се посветиш толку многу на себе, не само тренингот е еден мал дел од денот, самата исхрана, спиење, посветеност, одрекување од многу нешта. Јас ги обожавам тие нешта, не ми се тешки и не ми се макотрпни како што некој опишува, јас тоа го обожавам, го правам со леснотија, иако не е лесно воопште, али љубовта кон тоа ме движи. Сега кога бев помлад, да кажам, или кога бев сингл, се такмичев многу години поред, ама некако
не дека немав што да правам, ама тоа ми го ставив како приоритет. А сега од овој аспект во 2025 година покрај жена, деца немам се уште, да ја поздравам само жената, Марија е во Индија моментално, цел месец ќе ја нема, ќе ми фали, поздрав до Марија. И сакам да кажам, сега би било себично, покрај толку многу концепт, бизнис, жена и приватен живот, да одвојам само за себе 7-8 сати од денот. Некако не ми е сега таа фаза, а инаку да, тоа ми е пасија и планирам да го продолжам од прилика за 3-4 години од сега. Сакам да продолжам со надпревари и државни, светски и европски надпревари. Сум бил учесник на доста многу бројни светски евенти како Арнолд Класик, Балканско првенство, сум бил на светско првенство и онака мили ми се и драги сите титули од прво до шесто место, сите ми имаат посебно значење. Али пак ќе кажам, љубовта кон тоа, кон самиот бодибилдинг и фитнес ме тера да не мислам на тешкотиите, туку да ги правам со леснотија тие обврски. Пак јас сакам да ти се заблагодарам за овој прекрасен разговор. Се надевам дека ќе допреме до многумина и ќе бидеме мотивацијите, особено ти, да почнат да се занимаваат со спорт, да водат здрав начин на живот и се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин и сакам да не дадеш една порака за крај мотивациона за сите наши гледачи кои се уште се двоумат дали да започнат со тренинг и со здрав начин на живот. Па немам нека спремна порака, ме фати неспремен, ама би рекол дека мора да се ставиме како приоритет себе си. Нашето здравје треба да е многу висок приоритет пред нашите финанси, нашата облека, нашето друштво, обкружување или други секундарни или терцијални нешта. Здравјето е пред се. Најголемите проблеми се случуваат кај оние луѓе кои што се запоставуваат себе си. Би рекол дека имаме се помалку денови и месеци и години на оваа планета, во овој живот, и многу жалосно е да живееме, да го потрошиме овој живот во нездрава средина и нездраво тело. Треба што побрзо да работиме на тоа психолошко освестување, дали да превземеме, да земеме ментор, тренер или психолог, едноставно да ни го отвори тој пат. Аки ти благодарам уште еднаш и се гледаме во наредна прилика. Фала многу, поздрав до цела екипа на Хајп. Здраво на сите, јас сум Дејан Боновски Паки, а вие гледате Хајп Македонија.